Правина и кривина. Чита Александар Станојков. Си имало во еден царски град двајца побратими. Двајцата побратими беа намислиле да одаат на туѓина за да спечелат пари. Еден ден му велит едниот на другиот: бре побратиме, ајде и ние да излеземе од градов надвор, белки ќе спечалиме нешто и ќе станеме богати како што станале мнозина. Другиот му велит: одам, ама немам толку пари да ватам некоја работа. Имам, ама малку. Првиот, имајќи поиќе пари, му рекол: јас имам поиќе пари, ќе ти дам. Имам 5000 гроши, ќе смешаме со твоите и ќе си делиме потокно. И смешале и си делиле по 3000 гроши. Тогај се Кандија се друѓио и по некој ден излегоа да патуваат. Дојдоа во еден град и останаа да спечалат пари. Во крајот на годината се видоа Есап, читап, тој што немаше многу пари, не само ништо што не беше спечалил, ами и тие што беше му и дал по брати му, беше и поарчил. Првиот пак беше спечалил со 3000, уште 3000 и беше се преранил. Му велит сега на побратима си: ајде да си ојме дома. А тој велит: како ќе си одам кога не сум спечалил ништо? Шо ќе однесам за да си одам? А овој му велит: ако не си спечалил ти, еве јас сум спечалил, ќе ти дам половина од моите пари, шо да не остануваш овде? Арно, рекол, така си идам. Му дал половина парите и тргнале да си одат. Патувале шо патувале, дошле вечерта до еден бунар. И му вели тој што не беше спечалил ништо на побратима си: многу ми се пиет вода. Побратимот му велит: голема работа, ај ќе влезам во бунаров и ќе ти измавам вода. И со пашале појасите се врзал побратиму и влегол во бунарот. Овој пак тоа сакаше, да влезит во бунарот и да го пуштит појасот, да внатре да остани побратиму. Влегол овој и изваил вода, а откако му изваил вода, побратим му го пуштил појасот и си заминал. Овој останал ноќта во бунарот. На тој што го ости побратима си во бунарот, му се чинило ти внатре ќе останет. Ноќта вистина останал внатре, а околу полноќ дошле ѓаолите околу бунарот и си зборуваат. Едниот рече: ќерка му на царот е болна, никој не може да ја излекуват. Да знаете, некој да ја измиет образ од водата на овој бунар, веднаш ќе оздравите. А друг пак рече: ова планина што е овдека имат многу пари. Да знаете, некој да ја попрскат со малку крв, ќе пукнет и ќе излезат парите. И после се отидоа ѓаолите. Ноќта приноќаа човекот во бунарот, а утрината поминаа едни кираџии покрај бунарот и сети овој и му извика однатре: амон бре браќа, извајте ме. И кираџиите го изваиле. Од тука тој оди право во царскиот град. Слуша, таму личат телјали за телјали. Кој може да ја излекуват на царот ќерка му? Голем бакшиш ќе му се дајт. И овој ошол право кај царот. Го праша царот: шо дојде бре? Да ја излекувам ќерка ти. Арно, му рекол царот. Ама ако не ја излекуваш, ќе заповедам да ти ја земат главата. Арно, рекол овој, нека ми ја земат. Тој си носил во едно шише од водата. Му ја покажале ќерка му на царот, ја измил со водата и наеднаш оздравела. Кога видел царот оти му ја оздравела ќерка му ја дал за жена. И еден ден му вели зет му на царот: честити царе, во Вилјам планина има многу пари алтани, а ако се попрска планината со човечка крв, ќе пукнет и ќе излезат парите. Кога го чу тоа царот, му рече: лели така, земи колку ти требаат маски и алстер, земи еден од канлиите, заколете го таму и попрскај таа планината со крв. Овој зел, како што му рече царот, отишол на планината, го заклале таму човекот и ја попрскале планината. И планината пукнала и се истуриле многу пари.
и натоариле маските со пари и си дошле дома. Кога видел царот тоа чудо што го направил зет му, го направил цар. И по некој ден, еве ти го побратим му врви пред палатот. Кога го видел побратима си, зет му на царот заповедал на измеќарите за да му го повикаат. Му го повикале и тој се јавил пред побратима си, царот олаџак, арно ама не го познал. Му вели царот: кој си ти, кај оиш, шо оиш, дали си сам или не си? Овој му велит: јас сум тој, овде живеам и немам никого. Тој царот му велит: како немаш никого? Ти си имал еден побратим, шо си го сторил, од тебе се барат. И овој заватил да се куртулисуват. Најпосле му се кажал царот, оти тој ет под братим му и како станал цар. И му велит: макар да ме остави во бунарот, јас ќе те простам и еве од сега пак ќе бидеме побратими, моја власт што ја имам ќе не биде братска. После натарал измеќарите, му донесле нови алишта, се облекол и останал да живеет кај побратима си. Арно ама, на другиот ден ти стануват и ти оид кај бунарот. Влегол внатре да преноќеват за да чует и тој нешто од ѓаолите. А околу полноќ дошле ѓаолите и заватиле да се зборуваат. Бре, или ние зборувавме овде на царот, ќерка му е болниот и ако се измиет со вода од овој бунар ќе оздравит. После зборувавме ти во таа планина, имат многу пари алтан, што ако се испрскат со човечка крв, ќе покнит планината и ќе излезат парите. Еве сега и на царот ќерка му е здрава, а и парите извада од планината. Може да имаше некој да не слуша во бунарот, да што така стана. Може, рекоа другите ѓавли. Може и сега да некој да имат внатре. Ја да заповедаме на ветриштата да го засипат овој бунар. И заповедаа на ветриштата, а ветриштата веднаш го засипаа бунарот со се човек внатре. Вечерта чекал царев зет да си дојди побратим му за вечера, го немат. Другиот ден пак го чекат, го немат. И му текнало, оти ошол во бунарот. Зел Астер и ошол да видит дали вистина е таму. Кога одит, кога гледат, бунарот засипан. Натерал Астерот, го откопале бунарот, кога гледат побратим му внатре умрен. Го извел и го погребал со голема чест.